Зошто луѓето озборуваат, ај прво да одговорам. Гледайте, многу често има еден цитат од Гран Кардоне, ми се допаѓа, вели, за мене зборат само они кои што работат помалку од мене. Сега, многу често имате луѓе кои што во животот се публика, тоа сум го зборувал, имате публика, имате комфорт зона, имате барата, и во барата луѓето нема што да прават отколку да зборат за другите луѓе, но како одите нагоре низ препреките за стигнете до целта, таму доаѓате до изворот на реката, на изворот на реката ги имате лососите, и лососот другчие функционира отколку жабата, затоа што има различен концепт, различен менталитет, различни идеи, различни работи кои што се, какви што се. Поздрав до Елена, Ангја, Сандра, Јулиета, Роберта. Поздрав. Сега, тоа се концепти кои што луѓето ги имаат. Сега, некогаш озборуваат поради тоа што едноставно немаат што повеќе или немаат што друго да направат и некои нешта се такви, затоа што ја немаат целта, затоа што го немаат фокусот, затоа што не се насочени да најдат решенија за препреките, туку се насочени на тоа дека кога човекот нема да има кога нема да има цел, тогаш едноставно сања вика досаден им е животот, да, и кога човекот го има тој досаден живот, тогаш забавата доаѓа од туѓи живот. Гледате, играчите имаат забава од собствен живот, забава од наоѓање на решенија, наоѓање на како да се надминат препреките за да стигнат до целта. Овие луѓе не можат тоа да го направат и едноставно седат во место, тапкаат во место и поради тоа што тапкаат во место и се незадоволни, обично зборуваат за тие што не тапкаат во место и одат напред. Затоа што знаете што проблемот кога човекот тапка во место. Нема полошо од тапкање во место. Кога имате човек кој што тапка во место, тој човек не е конструктивен. Тој човек не е конструктивен. Зошто? Тапка во место. Но ако имате човек кој што секогаш се обидува да стигне до целта, да е фокусиран, да дојде до некоја работа, до некој нешто кое што сака да го постигне и да го освои, тој човек е шампион. Тој човек е шампион. Сега, поентата е дека треба да имаме значаен живот. Ама да имаме значаен живот, мораме да имаме значајна цел, поради тоа што животот без цел нема значење, фактички, да го парафразирам филозофов Хабард, дека уствари животот сам по себе нема цел, мора да му се зададе цел. Сега, кога ќе му се зададе цел на животот, тогаш она што се случува, почнуваме да добиваме интересности во животот, да правиме работи кои што се интересни, убави и така натаму. Така да мораме да имаме во животот некоја цел која што ќе не води, каде сакаме да стигнеме, каде сакаме да доеме, што е тоа што сакаме да го направиме и така натаму. Значи, тоа се некои работи на кои што човекот е убаво да се посвети, за да може да ја искрира целта. Гордана Трпчевска, поздрав до Лондон. Сега, тоа е зашто луѓето озборуваат. Сега, ајде да видиме кои луѓето што не озборуваат, уствари, кон што се фокусира. Денеска ќе ви зборам за триаголникот, кој што се вика знаење, одговорност, контрола, а тоа е триаголник исто од филозофот Хабард, и е многу интересен триаголник. Знаење, одговорност, контрола. Ќе го нацртам. Океј. Ако го разгледаме, гледате, тој е триаголник. Знаење, одговорност и контрола. Сега, овие три работи се поврзани. Ако ги размислиме. Сега, што каже овој филозоф Хабард? Дека ако овој агол го зголемиме и овој агол ќе се зголемат, ако овој агол го зголемиме, овој ќе се зголемат, ако овој агол го зголемиме, овој ќе се зголемат. Со други зборови, знаење, одговорност и контрола со три работи кои што се многу важни и доколку само нив ги имаме, ќе напреднеме многу во животот и ќе успееме многу во животот. Ајде да разбереме како. Знаење. Имате некоја област која што не ја знаете доволно. Имате на работа некоја, сфера во вашето постоење, не мора ни да е на работа, за која што не знаете доволно. Можеби човекот не знае доволно за одгледување на деца. Можеби човекот не знае доволно за градинарство. Можеби човекот не знае доволно за тема брак. Сега, ако он почне да учи за тоа, гледате, ќе ја зголеми аголот на знаење
И оно што ќе се случи, ќе стане поодговорен и ќе има повеќе контрола во таа сфера. Сега, ако човекот од друга страна е волен да биде одговорен, што тоа значи? Да се грижи за другиот човек, да сака да му е добро, во групата каде што е да сака да допринесе, ма како ќе допринесе? Он кога ќе исчекори надвор од комфорт зоната, да речеме, кога ќе излезе надвор, во поголемата сфера на постоење, он мора да дојде до знаење. Зашто? Затоа што преземал одговорност. Секој човек што ќе преземе одговорност, он мора да дојде до знаење и кога ќе преземе одговорност, ќе има повеќе контрол. Ете, човек што тапка у место, он не презема одговорност за да понатаму во живот. Затоа што одговорноста е да излеземе надвор од комфорт зоната. Или ајде кажем имате некој човек кој што е на оваа позиција на работното место, сега дошол на оваа позиција на работното место. Он бил на оваа позиција, сега на оваа позиција. На поголема одговорност. Кога ќе дојде на оваа позиција, што прво ќе бара некој да му даде знаење, или ќе почне сам да чита, или сам да осознава работи, за да дојде да знае малку повеќе, за да може да ја држи таа позиција на подобар начин. Ино што ќе се случи, ќе почне да има и повеќе контрола врз самиот живот и постоење. Сега, може човекот и да ја зголеми контролата. Што значи контрола? Има убава дефиниција од филозофот Хабард: контрола е старт, промена, стоп. Значи нештото го почнуваме и треба да го комплетираме. Многу често во животот што гледате? Луѓето ќе почнат, не комплетираат, ќе почнат, не комплетираат, ќе почнат, не комплетираат. Но што се случува ако почнете, а не комплетирате? Гледате, кога ќе излезете надвор од комфорт зоната, ајде да го поврземе повторно со комфорт зоната. Ако излезеш ти надвор од комфорт зоната, она што се случува е незнаење. Затоа што не си сигурен. И тоа незнаење и таа несигурност која што човекот ја има, има незнаење, има несигурност, он како ги надминува сите тие препреки, он го претвара несигурноста и незнаењето во знаење. Кога човекот ќе се откаже на пола пат, он секогаш доаѓа до тој момент каде што има само незнаење и каде што има само несигурност. И поради тоа што се откажал, он фактички останува со неизвестноста и незнаењето и несигурноста во себе. Но кога би истрал до крај да ја постигне целта, он ќе го претвори незнаењето во знаење. Фактички ќе го сврти кругот. И кога ќе дојде до тој момент на постигнување на целта, се ова зборувам за некој кој што постојано се откажува, имаме проблем. Зошто? Па заради тоа што постојано се откажува. Но кога ќе имате некој човек кој што не сака да се откаже постојано и кој што сака да креира, и кој што сака да твори, сака да дојде до целта, тој има контрола затоа што дошол до комплетирање на нештото и станува помудар. Сега, целата идеја е човекот да не се откаже да продолжи. Затоа што мудроста ќе се појави. Некојаш имате луѓе, имате некои родители, татко кој што се откажал од многу работи и може би добил негативен став дека не може да успееш у Македонија. Син му сака да отвори некој бизнис, сака да отвори нешто и се он му вика немој. Он збори искуствено, но тоа искуство, гледате како знаење е негативно. Зашто ако човекот се откаже и не успе, он почнува да развива негативно знаење. И тоа негативно знаење останува во него. Затоа што едноставно се откажал. И се тоа негативно знаење кое што останува во него, он ќе го пренесе на некои други луѓе. И фактички тоа е тоа кое што го имаме во барата. Она што го имаме во барата се луѓе кои што у суштина кои што не превземаат одговорност да знаат, не превземаат одговорност да идат кон целта, немаат фокус и внимание на нешто што е креативно и конструктивно и остануваат со негативното знаење во нивниот ум. Затоа што ќе ви кажам една работа. Како излагате надвор од комфорт зоната? Вие ќе активирате знаење во вас кое што мислите дека го немате. Ми текнува кога играв кошарка во Соединетите држави. Кога почнував ми беше многу важно да бидам на стартниот тим. Сите работи кои што ми ги кажува, Бог да опрости, Драган Василев Цевка, не знам Књазев, не знам Октај Мемети, ако не следи така натаму. Значи, се тоа што ми го кажувале почнуваше да ми доаѓа во умот. Зашто? Поради тоа што сакав да успеам. Зашто во моментот кога сакаш да успееш, ќе почне ти доаѓа знаење. Сакаш да успееш. И ако сакаш да успееш, ќе ти дојде знаење. И ако ти дојде знаење, ќе го искористиш тоа знаење.
Сега има два типа на знаење. Едно е знаење кое што е од учење, и едно е знаење од искуство. Затоа што излаѓајќи надвор од комфорт зоната, преземаш одговорност. Сакаш да имаш контрола за да стигнеш до целта и стекнуваш знаење. Се гледате, многу е важно баш тоа. Човекот да излезе надвор од комфорт зоната, да сака да ја постигне целта, да иде да комплетира нешто и да го на тој начин го отклучувате знаењето во вас. Вие имате знаење повеќе од колку што мислите дека имате. Само она што се случува е поради тоа што не сте излегле надвор од комфорт зоната, немате зашто да знаете, затоа што немате зашто да контролирате. А ако излезеш ти надвор од комфорт зоната кон некоја цел и сакаш да контролираш, тогаш ќе имаш знаење. Затоа што ти е важно да постигнеш нешто. И кога ти е важно да постигнеш нешто, го отклучуваш знаењето, ја ослободуваш контролата, тоест истрајноста во процесот, тогаш животот почнува да биде многу поинтересен. Коментари. Сања, некојаш кој е преголем коментарот, не можам да го видам, ама ќе опрочитам после. Ти благодарам. Поентата што е? Поентата е да излезете надвор од комфорт зоната. И кога ќе излезеш ти надвор од комфорт зоната, се што треба да се отклучи кај тебе, во твојата душа, во твојот ум се отклучува. Ама, ако останеш во комфорт зоната, човекот затапува, поради тоа што нема напредок. Во овој универзум, ништо не е статус кво. Или е нагоре, или е надоле. Или идеш кон повисоко, или идеш кон пониско. Така да, исто да го парафразирам филозофот Хабер. Значи, или идете нагоре, или идете надоле, статус кво нема. Статус кво е тапкање во место, но тоа е одење надоле и развивање на негативен ментален став. Ја ќе ви кажам една работа. Не сум видел по-позитивни луѓе од оние што се трудат. А луѓе што не се трудат, не се позитивни. Што сакам да ви кажам? Многу често продавачи, сум работел со многу компании што продаваат. Многу. Тие луѓе кои што се на таргети, кои што треба да земат бонус, тие не размислуваат за глупости, немаат време да размислуваат за кој што кажал. Тие луѓе се многу позитивни. И ќе ви кажам една работа, дури ако ги одбијат, пак се позитивни. Само не треба да се откажат. Поентата е во неоткажувањето. Кога човекот ќе се откаже, станува негативен. Кога нема да се откаже и ќе најде решение, станува позитивен. И поентата е да продолжи да наоѓа решение и да не се откажува. Само бидете упорни. Само имајте цели. Мора да го имате фокусот на целта, зашто ако немате целта, пропаѓа се. Мора да, пропаѓа се, не де Боже, по ништо, не пропаѓа се, него целта ако ви пропадне, има убав цитат исто од филозофот Хабер, вика сите стопови доаѓаат поради пропадната цел, позади секоја стоп постои пропадната цел. Се што треба да направите да го расплантите, да го вратите животот и акцијата е да расплантите пропаднатата цел, стоповите веднаш ќе ги снема. Значи многу е важно целите да бидат таму, да бидат присутни пред вас. Поради тоа што ако целта не е веќе пред вас, таа ќе стане позади вас и после тоа сте изгубени. Зашто човек кој што нема цел е изгубен. Знаете, порано морепловците се ориентирали спрема звездата Северница. Ако таа била таму, они зимале координати според неја и знаеле кај се наоѓаат во морето. Ама исто и со нашата визија и со нашите цели. Така да, окей. Ова што ви го кажав за цитатот филозофот Хабер за пропаднати цели, ќе го прочитам наредниот пат, ама како и да е, поентата е, ако ја снемате целта, ја снемувате енергијата, поради тоа што фокусот кон целта е тоа кој што ви дава енергија. Ако имаш ти фокус кон твојата цел, ќе имаш многу енергија. Ако немаш фокус кон твојата цел, нема да имаш енергија и нема да постигнеш акција, зашто самиот збор енергија се состои од два збора. Ергон, на грчки ен е во, ергон е работа, во работа, или кој што викаат американците energy flows where attention goes, или енергијата тече кај што е насочено вниманието. Ако вниманието ви е насочено на целта, тоа ќе ви даде енергија. Ама ако немате цел, сте у дефокус, а дефокусот ви дефокусот ви ја зима енергијата. Сакате да сте фокусирани? Да, тогаш мора да имате цел. Секој човек кој што има цел, има работа пред себе. Секој човек што ја сака целта, мора да стигне до неја, има работа пред себе и кога има работа, едноставно ги бутка работите напред. Проблемот е кога човекот нема работа, тоа е затоа што нема цел и нема фокус. Имајте убав викенд, се гледаме повторно во понеделник. Чао!